Новогодишните празници убав повод да се сетат луѓето на децата со посебни потреби и ние сме среќни што оваа година посебно, а и во изминатите години имаме толку посетители, толку луѓе кои што мислат на нас. Вистинско задоволство е да се видат млади луѓе кои што само иницијативно спроведуваат активности кои што сакат да ги посветат на нашите деца, на нашите ученици. Ние сме им крајно благодарни, ние вработените во посебните паралелки, нашите ученици и нивните семејства. Значи за поздравување иницијативата од млади луѓе и тоа стварно треба да не радува што спроведуваат овакви активности. Јас сега јавно ќе искажам огромна благодарност до ProBasket за нивната активност, нивниот хуман гест со тоа што ни купија телевизор, филџанчиња за чај и по едно новогодишно кесенце за сите наши ученици. Едно огромно благодарам од нас сите тука, од вработените и учениците. Тоа сакам и да го потенцирам, да го кажам, значи млади луѓе, нашата младина е многу хумана, многу добри деца. И стварно се за поздравување овие. Па идејата беше од малку поодамна, не беше од сега, но се склопија новогодишните и божикните празници, да заедно со сите дечиња заедничка идеја усвоивме дека треба нешто да донираме, да дадеме од нашата школа, бидејќи за овие 2,5 години школата доживеа голема експанзија, кај што се приклучија над 150 дечиња и решивме дека е време покрај сите настани да организираме и самите ние еден настан, пред се новогодишен, кошаркарски, спортски, со еден хуманитарен карактер, кај што зема учество над 150 дечиња, во кој се вклучија многу фирми, пријатели и спонзори на кошаркарскиот клуб, кои на сите дечиња успеа да им овозможат бесплатна маичка, за новогодишна маичка, новогодишни пакетчиња, имаше многу награди, морам да ги пофалам кавадаречки точкаџи кои несебично дадоа нов велосипед кој го дониравме на млад талент. Имаше премногу донации кои сите отидоа во прави раце, сите отидоа кај талентирани деца, сите отидоа кај едноставно 150 дечиња беа срекни и решивме тоа малце да го продолжиме, да не само тие, туку и овие деца доживеат иста таква топлина, доживеат иста таква среќа, да за празниците се биде како што треба празнично и срекно за сите деца. Конкретно за денес, идејата, заедно со наставниците од Основното училиште Страшо Пинџур, дојдовме до идеја дека на овие дечиња за празници, бидејќи е ладно и зимо, им фали во една училница телевизор, па решивме да ги стоплиме, да можат и тие да гледаат непречено цртани филмови, наставни програми, новогодишни приказни и се друго, да бидат срекни заедно со сите други дечиња. Исто така, бидејќи сите цел град поклонуваат новогодишни пакетчиња, решивме да дадеме нешто плюс, пак заедно на иницијатива на овие сите деца што тренираат, со нивни собрани средства, со средства од родителите, да имаат и по едно новогодишно, да речам, филџанче за топло чајче, за било што, за да може да го користат во овие студени денови. Па нормално, и ние почнавме како млади, знаеме како е да се тренира, да се расте во таа средина со баскет, со топка, така да мене ми е посебно драго што еден оваков потек се направи пред се од нашата школа. Еве, од наше име им ги честитиме новогодишните празници и божичните празници на овие дечиња, од еден добро организиран настан и овој хуманитарен акцент кој што за мене е главен во овој дел на нашиот новогодишен настан. Значи денес повторувам со мојот колега, организација прекрасна, донација за овие дечиња и мислам дека се сите среќни и задоволни. Сигурно, значи ова е почеток, ова е една осмислена идеја и мислам дека ќе трае и понатаму. Значи конкретно ние сме транспарентни, отворени за овакви настани и секоја прилика би ја искористиле за овакви хуманитарни гестови.